Секси публико, почитувани фраери и фраерки, здраво живо. Ова е најново, нели? Ајбе, да не зборам нон-стоп едно те исто. Фала Богу дека е најново и фала Богу дека ако го гледате прв пат е премиерно. Во ова како да, ќе се занимаваме со запушување и отпушување. Некои го викаат затнување од затнување. Јас би рекол како да ги одзатнеш затнатите дупки. Зборам за дупки кои се битни и кои го прават животот поинтересен. И тоа тамо кај што сега ви однесем мислата, не е тоа таа дупка која ќе ја дискутираме прва, туку би се занимавало или да ги поделиме дупкиве на природни и неприродни дупки. Природни дупки најчесто може и се распространети на сегде на вашето тело. Пример, само на главата имате 4 дупки кои се екстремно битни надворешни и една полунадворешно внатрешна, а тоа е, нели, големата уста или некои го викаат и сексуален орган, некои го викаат преживувачки, нели, простор каде што се преработува храната и стартува процесот на преживување. Не како форма на од први до први, туку преработка на хранливи материи. Да бидам конкретен. Значи, најчесто или најлесна дупка за одзатнување или како да одзатнете онаа дупка која најчесто се затнува, а неа сите имаме условен, тоа не е Павлов рефлекс, туку е некој вид на рефлексен рефлекс. Најчесто сам ви оди прстот, колку сте помали, тоа е толку позастапено, сам ви оди прстот да ја затнете оваа дупка или другата дупка, не е битно. Значи, како да го одзатнете пределот на устната над устната шуплина, односно како да не ги запушите или затнете носните дупки. Лекција 1. Значи, затни, одзатни, пуши, отпуши. Прво ќе ве поздравам вас и нели оние кои го препознаваат познатиот кадар на мојот супер колега, еден од моите фаворити, го имате на располагање овде на ова интернет телевизија. Се работи за проектот Витикна, се работи за проектот на Дженкс, Ејуб Дженкс. Проверете. Значи, што сакам да кажам? Носот најчесто не поврзува со она што го викаме аероатмосфера. Кога сме кај аероатмосфера, е многу битна и таа, односно миризбата или мирисите кои ги има во воздухот, кој по друга страна е безбоен и без вкус, знаат директно да влијаат на нервниот систем. Понекогаш, сигурно сте приметили, има денови кога ќе станете наспани, најадени, задоволени и некако не е оди денот така како што очекувате или така како што треба. Не се прашувајте зошто. Многу од нас, па мислам дека некој висок процент и од луѓето на планетава, несвесно живеат со запушен нос. Индиците тоа го решаваат со нети. Нети е една мала справа која личи на чајничето на Аладин и како ритуал секој утро во Индија, како што ние миеме заби, миеме лице, очиња, рачиња, така во Индија се мие цел овој сетап плюс ги мијат носните канали. Но да ги баталиме, нели, ова е малку несериозна работа, да се фрлиме на посериозни теми. Најчесто кога носот е запушен, прибегнуваме кон тактика на она што го нуди медицината, а сега медицината е многу дискутабилна и не би ви препорачал да се подпирате па 100% на неа. Зошто? Медицината ги зема лековите и дејствијата кои функционираат како медицински помагала, се сепак природни. Значи, постапката капки или капка во еднина
и капка по капка отпушен нос, не би ви ја препорачал, еве од кои причини. Погледнете, за да можам да ви презентирам, ја земав маската. Ке замислиме дека ова сум јас. Ке пристапаме, еве, ајде, кон ставање на неколку капки. Треба прво да се измиголите вака да застанете, за капката да оди као што треба. Втората варијанта е што кога, нели, капката ќе влезе во носната шуплина, таа знае да забега и да отиде на погрешно место. А ќе видиме малце покасно дека секој канал во своето тело или во вашето тело си има своја линија на движење и не е добро да се мешаат телесните течности. Значи, капки, ако му требаат на некој од вас, држте ги. Слободно. Ако имате комшија, подарете му ги на комшијата. Нека се он капкира и нека одзад му е нос со капки. Има и секогаш природата создава своји начини на функционирање и јас ќе ве потсетам на еден древен начин кој најчесто баби, па и некои дедовци го користат како, нели, форма на отпушувач. Прво, наједноставниот. Се знае. Ако проверите, нели, за да бидете сигурни која ноздрава, бидејќи се работи за два канала, која ноздрава ви е запушена, треба да направите ваков потек. Го затварате со покажи прстот, прво го проверувате десниот нос. Вас ви изгледа лев. Тука не мислам на валутата на нашите комшии, туку мислам на левата страна од носот. Мало запушување. Со десната иста позиција, мора да се внимава, кога правите нагоре вдишување, тоа е добро и добро е да се вдише длабоко до абдоменот. Но кога издишувате, можно е да летне некое мрсулче, кое ништо не е страшно, ниту пак остава флеки, но внимателно не го правете ова пред луѓе кои ви се битни и луѓе кои сакате да ги фасцинирате. Например, со дечко, со девојка или швалерка, ова не се прави, се прави насамо. Значи, откако ќе ги издувате и проверите каналите, се пристапува, еве, да предпоставиме дека десниот канал ви е запушен. Ја дигате левата рака, високо, високо, високо горе, многу високо горе. Држите некои 10 до 15 секунди да се слијат течностите надоле. Не само крвта, има лимфни течности, има зглобни подмачкувачи, значи сето тоа што не е битно да отиде надолу и го правите овој потек. Лева рака, одзатнуваме, десен нос. Следете ги моите движења. И повторно ја ставате во позиција на дигање. Значи, да повторам, левата рака, го отпушува десниот канал на носот. Се шири или ко чопери, малце и овај, или вака ќе се направите како рак, за да мишката има слободен простор. Предходно, требам да сте малце запотени, сега да не ве учам, нели, тоа е нормално и природно. Еве го потекот. Со благ нагоре и ја враќате во првобитна состојба. Можно е, ако имате јак секрет, јаки потни жлезди, тоа значи дека сте здрав човек. Потта не е срамотна. Потта се практично отровите кои излегуваат и се излачуваат на одредени места од телото. Според степенот на тоа каде се излачува потта, одиме и ги делиме на екстремен отпушувач, полуекстремен отпушувач и екстремен отпушувач форте. Јас само ви ги наброив. Истата постапка, ќе ви ги презентирам исто така, се користи и за левиот нос. Десната рака, броиме до 68, се кочопериме, брцаме под мишка, тегнеме нагоре, по пат. Може и да ви се заврти малку, не се секирајте. Може да ви се јават некои бели точкици кога ќе погледнете лево-десно. Тоа е се под контрола. Сакам да ви кажам, природата се погрижила за своите деца да живеат и да вкусуваат и да вдишуваат како што треба. Ова е еден од методите кои е за малце полесни за пушување. Ауспух, градска средина,
неравномерно и не детално хигиенизирање или следење на хигиената, она утринската, а за оние кои навечер мијат лице пред да легнат, секоја чест, тоа се ретки примероци. Одиме на малце по-екстремен, телесен отпушувач. Исто се работи за носот. Следното подраче кое се запотува и има малце по-зголемени масни проценти се наоѓа во подабдоменалниот регион. Практично тоа е секси триаголник. И кај мажи и кај жени витекнува дека станува збор за нога, онаму каде што се спојуваат горните делови на нозете или долните екстремитети, знае да се насобере, практично тоа е крема. Зависи каква ви е тенденцијата. Ако се бајате 3 пати неделно, што е практично модерна работа, ќе ви треба мал засилувач, за пак ќе ви кажам од кај ќе ги наоѓате тие малце помасни органски творевини. Но за оние стандардни фраери кои се тушираат еднаш неделно, нема потреба од засилувачи. Значи, одиме повторно, се дига раката. Овој пат не е во игра само раката. Овој пат играте и со нога. Отпушуваме лева ноздрева. Дигаме десна рака, дигаме лева нога, правиме ваков потек, значи следете ме, забележуваме нагоре движење и така очарани се розево за качалки, клавир, може да дојде до халуцинации и може да дојде до менување на боите во собата и просторот. Не се секирете. Тоа се класични афтер ефекти на природата. Таа знае да си поигра со она што го викаме наша реалност. Истото се практикува и при отпушување на десен нос. Лева рака горе, десна рака на море, задрапување, поттикнување 3 прста, 4... Го утнав правецот, 3-4 прста. Гледате, треба малце фокус, значи. Лева рака горе, десна нога на море, потек, зачешување, тоа е тоа. Со овој елемент се договоривме дека ќе ги означуваме подрачјата на отпушување и запушување. Извежбете оваа вежба пред да преидеме на следниот момент, а тоа е отпушување на грло. Има тактика, се си има своја наука, се си има своја мудрост. Значи, откако ги отпушивме носните канали, доаѓаме до еден многу битен елемент. Елементот на чистење грло, а грлото е непосредно поврзано и со ушните школки, уши, ушни шуплини, како сакате. Уво, заушка, ретрушка, зависи во која мало живеете или во кој регион од Македонија. Битно е сите овие канали да бидат конструктивно прочистени. Најчесто убаво е да природата си дала своји рецепти и да се следат природните елементи. Во смисол, одредени помагала можат да направат да ви помогнат, но со секој, например, неприроден елемент во чистењето, дозволувате да вашето тело и вашите канали се прљаат се повеќе и повеќе. Знам дека е парадоксално, но тоа е докажана работа. Што сакам да речам? Еве, да одиме поред. Доколку сакате да... Не, ова ќе го ставам за покасно. Доколку сакате, ова за оние кои се под 18 години, препорачувам да го прашаат родителот или старателот, дали пред да ја прават постапкава што ќе ја споделам со вас, дали да ја прават воопшто. Бидејќи 18 годишна грло и уво не е толку запушено како после 23, например. Систем на врзани садови и систем на издувување. За да, издувате одредени канали, мора да ги покриете, да не ви пушта негде, тоа се вика
антипуштачка материја, односно да бидете спремни и има посебна постапка. Повторно со вашето тело. Значи, ставате, дигате два прста, ги вртите кон себе, ја покривате устната шуплина, јас во прилог за да се слушаме во ништо не разберете, ќе се правам дека ја покривам, брцате вака два прста овде, во левиот и десниот нос, устата ја стегате и најбитно е, многу грешат овде. Сега ќе дувнеме многу јако за да ги отпушиме ушните канали, лев и десен. Но, каде грешиме? Ако не ја покриеме задната дупка, а за тоа, асистентот, ќе морам да го разместам, а за тоа ни е потребно тениско топче. Знам дека во секој прибор во нормална домакинска куќа, во тоалетот, има тениски топчиња. Да ве потсетам на еден ретро елемент. Тениските топчиња се добри за запушување на аналната дупка. Значи, ја пополнувате аналната дупка на почеток. Може да добиете блажено задоволство, но немој да западнете во таа замка. Тоа е мит. Дигате два прста. Ги ставате на устата и носот. И јако дувате, ама дувате многу јако. Додека не ви искрцка одредена регија и во левото и во десното уво. Веднаш се осеќа мало освежување. Значи, дури, еве, јас сега при презентирање чувствувам дека како да сум бил на водно, на планина. 15 минути на жичара. Вистински е битно да комуницира воздух и да струи, нели, оние паметните се малце пооштетени бидејќи имаат мозок, но кога има промаја меѓу двете уши, одлична работа. Што сакам да речам? Многу луѓе, повторно, еден мит, една грешка, многу луѓе го забораваат аналниот запушувач и таму останува додека не е, нели, природата го направи своето, односно додека не дојде време за какање. Ушите се директно поврзани со грло. Ајде компресирано да го исчистиме и грлото. Значи, може 2 до 3 пати да ги дувнете ушите и убаво да ги искрцкате. Секако, уреди од овој тип се користат. Арнално, ова е повеќе за собирање гел, природен гел за подмачкување врати. Значи, практично, ништо од вашето тело не треба да се фрли. Се си има своја потреба. Со едно вакво, ајде, памуче, стапче, ќе го викаме уво чепкалка, се мие, односно се чисти едното уво, немој да правите грешка. На едно стапче треба да има маст од левото и од десното уво. Па земате друго стапче, па десното и од левото. Никако едно стапче да го ротирате за едно уво. Еве зошто. Кога подмачкувате врата со ваква маст, таа врата, покрај тоа што не ргјосува, таа врата знае да се отвара и да се затвара тогаш кога треба. Како? Не знам, ама природата си прави своји мистерии. Маце посилна варијанта за чистење грло. Ке почнеме од хемиски помагала, што би рекол мојот комшија мртви, кај ми е мистер Мускуло, знае, мистер Мускуло и сега искочи реклама дека ви правам, не е тоа поентата. Сакам да речам, постојат разни препарати кои што не треба да ги пиете, но може да го прочистат она што го викаме шуплина, зависи од што е испрљана или од што е нарушена проводноста на воздух. Доколку не одите на хемија, паталете ги тие работи. Најчисто и најздраво е да направите како лав, еден рик, да се искашлате. Слободно кашлајте во кеса, кашлајте во ранец, кашлајте под кревет. Зошто се битни овие елементи? Кога кашлате под кревет, правите струење, вибрационо и воздушно, нели, бркотница на воздухот, и така инсектите, пајаци, бушваби, елементи, се што ви живее под креветот е парче направено. Што сакам да речам? Еве, дури и јас го направив најчесто споменуваниот грешен пример. Го заборавив аналниот запушувач, а гледам некако почна да ме фаќа сафра. Што сакам да речам? Овој запушувач, откако ќе го извадите од главната дупка на вашето тело, без разлика на вашиот пол, тоа е главна дупка. Никако не го фрлајте. Напротив, него ќе го користиме во тек на понатамошна постапка, во една друга просторија, каде што ќе отпушуваме нешто поврзано со вашиот најбитен отвор. До сега зборував за него.
ова не е случајно. Ова се само вибрацијски, откако ќе се прочистите, вибрациите треба да поминат. Нарочно избрав D-мол скалата од комбинација, за да имате убав и добар филинг или чувство. Еве сме во клучната просторија, која знае да направи тешки запушувања. Сакам да кажам, пред било кое запушување вреди да се дезинфицира просторот и, нели, сето тоа уредно, ова си го одржувате вие редовно, ама чисто сепак ради добра атмосфера. Значи, оваа просторија знае да се запуши така кој што не треба. Ви текнува ли на ова топченце? Да. Ова е топчето кое го користевме за анално запушување и истото, ако ви се заглави, да не ве фаќа паника. Воопшто, ич да не се кирате. Пошто сте се прашале некојаш зошто шолјата во вашиот тоалет или WC или како сакате викајте во купатило, зашто шолјата керамичка? Сигурно не сте се прашале, и да сте се прашале, еве го одговорот. Керамичка е, бидејќи старите македонци практикувале оно што јас денес ви го раскажувам, не е моје измислување, туку се дел од традиционалните методи на отпушување и запушување. Значи, пинг-понг топче, кога ќе удри во керамика, самото прави еден специфичен звук кој, нели, самите препознавате, да не се кирате, еве го, сега влегува, сега излегува. Сакам да кажам, се што влегува во таа дупка кај што не го грее сонце, мора и да излезе. Сега, да се позанимаваме со останатите, ете во тој звук, да се позанимаваме со останатите, значи, елементи. Секогаш, кога ќе изедете нешто добро, тоа почнува да се вари, да се преработува, уште во самата ваша устна шуплина и полека оди до неминовниот пат кон нашиот јужен сосед. Не навлегувам во политички варијанти и лавиринти, но од една страна, се што оди во нашите WC школки овде, потикнато од вода, ако не се запушени, затоа е многу битно да не се запушени, да се отпушени, преку Вардар оди на југ. Сега, како да си помогнете, ако не дај Боже се случи запушување на школката? Јас би ве поканил и би ви покажал неколку методи. Значи, во секое добро и македонски традиционално тоалетно сопче си има ракија. Пред да направите исфрлање на цела органска преработена храна, треба да сипнете или да направите неколку марифети кои што старите луѓе или оние повозрастните, оние поискусните знаат. Ова се вика мастрав позиција. Еве зашто се работи. Малце ракија се сипа во самата школка и тоа слободно, без замарање. Не треба да е многу. Оти го слушнавте, тоа е како практично последните неколку капки кога паѓаат. Не треба да е многу, бидејќи може да ги опијани бактериите и сами да почнат да прават чудни работи. Малку зејтин. Ова е резервна варијанта на масло, зејтин, масло. Или, ако немате масло, може да користите и потрошено улје од вашиот автомобил. Може да ставите масла за сончење или мачкање и негување на кожата. Било каква маснотија, за да се лизга и да има слободен пат, да оди, да не го стопира ништо или да не дојде до запушување, нели? Следниот елемент е нешто што сите го знаете и секогаш е повеќе од јасно. Јас, искрено да ви кажам, сум се прашувал што прави оваа марула кај мојата девојка во тоалет, во WC. И од неа го научив методот на органско биолошко разградување. Многу е битно. Листот од марула на вашето преработено храниче му дава еден крцкав вкус, не е дека ќе го вкусува некој било кој, но природно му помага да се разгради. Затоа има две намени. Ем добро го разградува, ем овој лист поставен на школката, но на моментот каде што паѓа практично, кај што се фрла она што излегува од вас,
е добро да не остави флеки. Керамиката знае да се изфлека, зошто да го чистите, нели, ова школкича секој ден, кога може да биде сето тоа уредно и органски поддржано. Значи, марулата ја редите како за сарма. Ете така. И сега веќе сме спремни, секогаш при рака вие, нели, вашиот добар одсетнувачки пријател кој го имате на дофат. Не смее да седнете па да ве фати у небрано, нели? Јас практикувам понекогаш и да си го закачам како новчаници со ланец, нели? И да оди покрај мене, секогаш кога сум дома, но пристапување кон седнување и почнувате да... Сега тука може да си медитира човек. Ќе ви покажам неколку начини на чистење на чакри, вибрации, медитации, но тоа ќе го правиме во една исто многу битна просторија која е директно поврзана. Ова е местото каде што ја праќаме преработената храна, а сега одиме таму каде што се подготвува и таму знае да зашкрепи, односно да се запуши. Повелете во мојата кујна. Дојдовме до предпоследниот најзатнуван или запушен елемент кој може да се случи и најчесто се случува, а тоа е, нели, аголот кај што сите го спремаме и подготвуваме она што се конзумира. За да може да се исфрли од нашето тело, треба претходно да се, нели, надогради или стави. Најчесто кујната има слаба точка. Слабата точка е лавабо. Сите сме доживеале затнато или запушено лавабо. Очајна работа, страшна работа и знае да направи некои лоши инфекции, сакам да кажам, е практично дом на бактерии. Секој лавабо има горна и долна страна. Кога сме кај долната страна, лавабото, еј, јас сум, ти си, јас сум, а има и фон, и искача сифон. Сифонот знае да направи белја, да се запуши и да нема проток на, нели, секаков вид на енергија, меѓу кои што и воден проток или течностите да застанат. Што се прави? Без паника, овој уред, нели, го практикуваме сите, знаам дека знаете како се користи, но пожелно е да имате што посилен, нели, реквизит или отпушувач кој е ставен во функција и кога ќе се стави во функција изгледа вака. Прво, ви го презентирам моето запушено лавабо. За да, нели, сепак ова е неприродна работа и во природата не може да сретнете лавабо, затоа ќе користиме некои отпушувачи од типот на секој во кујната има буковец, оригано, малку сол. Значи користете органски материи и посолувајте ги внатре во одводот, во она место кое што, нели, кај што поминува водата. Немојте да претерувате со зачини, бидејќи нечини да се претерuje со зачини. Нечини ќе дојде до дупло запушување. Што сакам да кажам? Само момент, кафематот. Да, правам некоја супа која е здрава и сакав исто да напоменам. Значи, отпушуваме со левата рака, се фаќа кај базата или кај дното, а десната оди горе-доле, исто како кај постапка која е за поздравување, особено кај машкиот род, па и кај женскиот род нормално. Одиме етапно, по 3 пати. Прво убаво го залупуваме и почињаш да масираш. Масажата оди, може да си пуштите музиче, може супата да ја проверите, може, не знам, да цинете некоја шолја, мада кога сме кај шолји, да не ви го помешам муабетот, тој дел е поминат. Самото лававо, односно, самиот постапка на отпушување, знае да направи еден таков чешмаш дрик, да направи тој звук значи дека поминува кислород и се работи за сврзани садови, сето тоа после натаму е лесно. Ѓубрето оди таму кај што треба, го праќаме во најблиската река, а најблиската река кај нашиот јужен сосед. За да не ја должам приказната натаму,
ќе ви препорачам да ја држите кујната и од водот чист и секогаш да бидете спремни за отпушување, односно алатот за отпушување да ви е секогаш при рака. Зошто? Па тој може да се користи за некои умни ситуација од типот на, само да го забришам малце, значи додека не го користите за одводување, може комотно, например, да го закачите на зид и да си правите вежби со него. Додека јас вежбам, вие ставете се во позиција за следниот вид на отпушување и запушување, тоа е отпушување чакра или запушување и отпушување на чакрениот енергетски систем. Многу битно, а луѓе го потценуваат. Буткајте го зидот. Слободно буткајте го зидот. Ова е таа кујска вежба која ги јакне стомачните мускули, затоа ја викаме кујска. и 1500 вакви буткачи и доволно е за еден ден. Планетава е 70% вода, 30% копно. Таа вода ја викаме океан. Во океанот има делфини, има китови, има манта. Манта ви текне како интересна риба е уствари манта, а кога сме кај вашата кујна, имаме за ѓубре канта. И секоја канта има своја ѓубре, секој ѓубре има своја канта. И да не се враќам пак на манта, туку во овој природен елемент ќе ве замолам да одржувате енергетска чистота, да ги прочистувате своите чакри, своите центри на енергија. Имаме накратко и компресирано брза вежба за прочистување на македонски, значи оваа вежба е на кирилица. Ќе ги користиме индиските методи на ом како вкупен космички звук, но тоа ом преведено на македонски значи он. Он и никако не мислете на Обединети нации, за да не ја испрљате работата и да не направите поголема белја. Обединети нации си се нации, а ние тука се занимаваме со други занимации, во смисол. Секогаш, кога мислите на својот дечко, ако сте девојка, правете оваа вежба, чистете ги вашите чакри со добра вибрација, добра мисла. Така правите добар грид или добра сфера околу планетава, а за тоа ќе дискутираме во наредното наше дружење. Он е практично вежба која ги чисти сите можни дупки, и оние кои се запушени, и оние кои се отпушени, и оние кои ќе бидат свесно нарушено запушени. Покрај тоа, нели, не можам да ја заобиколам и машката публика, која исто така можам да и препорачам да си направите сите свој триаголник. Ова се прави многу лесно. Земате една закачалка, ја виткате во форма на рамностан триаголник или најдете врски во филхармонија, секогаш има еден главен шизик кој раководи со ваквите инструменти. Звукот е прекрасен чистач. Затоа, наместо одјава, ја звучно ќе ве поздравам и заедно ќе го прочистиме она што, нели, треба да се прочисти. До следното гледање, ѕиркајте Бла-Бла ТВ. Ме чеше увото од дната. Тоа значи дека е добра вежбата.